председателе, почитуван подпредседателе, почитувани представници на владата, почитувани колеги и пратеници, почитувани медиуми и македонска јавност. Денес го користам моето право да поставам пратеничко прашање. Едното моje пратеничко прашање ќе поставам до премиерот на владата на Република Македонија, а другото до министерот, односно заменикот министер за економија. Ќе започнам со прашањето до премиерот. Уште пред изборите во 2016 година СДСМ постојано потенцираше дека е неопходно да се заменат филтрите на оджаците на рек Битола. Пратеничкото прашање ми е поставено од група граѓани во Битола. Истото што го застапуваше тогаш и тогашниот председател на партијата на СДСМ во Битола, кој што многу често излегуваше на пресови, посебно на перформансите на раскрсницата во Новаци пред рек Битола, зборуваше на таа тема. На темата филтри на оджаците зборува и ветува и други министри, и сега сведоци сме дека поминаа веќе 6 години од филтри за рек Битола нема ни трага ни глас. Па ве прашувам, што се случи со тој помпезно најавуван проект од повеќе милиони евра, зошто нема никакви активности и реализација на така капитален проект за заштита на животната средина? Мислам дека премиерот треба да ме слуша, а не да си разговара. Тоа е непочитување кон еден пратеник. Ке цитирам: во март 2019 година АДСМ ја започна постапката за реконструкција на електростатски филтри и замена на вентилатори во вредност од 20,4 милиони евра. Замената на електростатските филтри ќе придонесе за значително намалување на емисијата на прав во гранични вредности според европските директиви и европското законодавство. Објавувањето на овој тендер е само почетна фаза од проектот за ревитализација и модернизација на ТЕЦ Битола, за што АДСМ планира да обезбеди околу 140 милиони евра, а во функција на заштита на животната средина и креирање подобри услови за работа и поквалитетен живот не само во кругот на рек Битола, туку и во целиот Пелагонски регион. Ова е до денес приказката за животната средина за Битола и битолчани остана само одамна пропадната флоскула. Ке ви цитирам во програмата Можеме. Покрај програмата во 2016 Живот за сите која ќе носевте во Република Македонија, ова го имате и во програмата Можеме. Нашата цел, односно вашата цел, цитирам, во наредните години да ги реализираме следните проекти во рамките на АДСМ: ревитализација и модернизација на сите 3 блока во рек Битола со редукција на прашина и десулфуризација, ништо нема од тоа; ревитализација и модернизација на блок 1 во рек Битола за намалување на емисии и јаглен диоксид и отварање на можност за употреба на различни типови гориво, ништо нема од тоа; модернизација и санација на разладните кули во рек Битола заради зголемување на нивната ефикасност и замена на азбестни цементни материјали со еколошки прифатливи материјали, а планираната инвестиција е во период до 2023 година. Ништо нема од тоа. Подготовки за отварање на рудникот Живојно за концентрирано снабдување со гориво на сите 3 блока на рек Битола, а сето тоа ќе сте го направиле за да ја го зголемите домашното производство на електрична енергија, а да го намалите увозот. 1 милиметар инфраструктура не е поместена од 2017 година во однос на електроенергетскиот систем. И второто прашање ќе го поставам до министерот за економија. Моето прашање е: колку од доделените дозволи за изградба на фотоволтаични централи се на земјоделско земјиште и од која категорија?
Зошто ова го прашувам? Затоа што има и сите ние бевме сведоци на реакциите на земјоделците, особено од овчеполието, кои има барање да не се поставуваат фотоволтаици на обработливо земјиште. Исто така имаше во медиумите информација дека приватни инвеститори откупувале големи површини земјоделско земјиште и барале пренамена. До 1.10. 15 компании веќе поставиле фотоволтаици на површина од околу 15 хектари, а имало уште 15. Актуелниот закон за земјоделско земјиште дозволува пренамена на земјоделската површина и пасишта за неземјоделски цели, меѓутоа земјоделците алармираат дека не треба, дека има се почесто купување на квалитетно земјоделско земјиште кое се пренаменува. Значи, нивниот став е тој дека тие не се против поставување на фотоволтаични централи, но треба да се внимава, затоа што тоа не треба да се прави на земјиште од прва, втора, трета и четврта категорија. Дека треба да се наоѓа вистинска локација за тоа, како што го прават сите останати држави во регионот. Значи, знаеме на какво земјиште ја поставија Република Грција фотоволтаичната централа кај Кожани, значи посебно внимава на биодиверзитетот. Исто така Република Хрватска апсолутно се за поставување на фотоволтаици на крововите на поголемите индустријски објекти и куќите, а апсолутно е забрането поставување на фотоволтаици на земјоделско земјиште, затоа што сведоци сме дека ако продолжи ова понатаму, ние ќе немаме и храна, а храната ќе биде многу скапа. Ви благодарам.